Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер ви и благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Председателката на антикорупцијска доби забрана за работа, ќе чека плата или ќе даде оставка. Пратениците од власта и од опозицијата го чекаат незиниот потек. Превирањата во Вреди и владината коалиција не се изненадување за Филипче. СДСМ се подготвени и за локални и за предвремени парламентарни избори. Почна рехабилитацијата на повредените од кочани, лекувањето под надзор на британски експерти. Паметни броила ќе утврдуваат точната потрошувачка на струја, дали новиот закон за енергетика ќе воведе ред во секторот. Потврдено присуството на Трамп и Зеленски во Рим, на погребот на папата Франциск ќе присуствуваат над 50 шефови на држави и влади, меѓу нив и председателката Силјановска. Во тема на денот вечерва за односите во владината коалиција за европските интеграции и борбата со криминалот и корупцијата. Разговарам со Тимчо Муцунски, министер за надворешни работи и надворешна трговија и подпредседател на ВМРО ДПМН. Станете со нас. Постапката за председателката на антикорупцијската комисија предизвика сериозно разочарување во јавноста. Таа од вчера е недостапна за коментар, но од судија на претходна постапка веќе доби забрана за работа под сомнение за оддавање на службена тајна. Денеска не се појавила на работа, но нејзините колеги велат дека продолжуваат со редовна работа. Таа со делата за кои се товари, освен законот, го прекршила и етичкиот кодекс на комисијата. Пратениците во собранието, кои се надлежни да одлучуваат за разрешување, велат дека ќе го чекаат незиниот потек. Зоран Јаневски ги има информациите. Суспендирана е работата на првата антикорупционерка Татјана Димитровска, откако обвинителството ја осомничи за оддавање службена тајна. Од денеска таа не смее да има контакт со предмети, пошта и било каков документ поврзан со работењето на институцијата. Повеќе нема да смее да распределува и предмети, ниту да гласа на седниците на комисијата. Димитровска не се појавила и на работното место. На прашање испратени до ДКСК од таму велат дека немаат информации за евентуална оставка од страна на председателката. Појаснуваат дека институцијата продолжува со редовна работа, но представувана од заменичката на Димитровска, бидејќи така наложувал законот за спречување на корупција. Во случај на спреченост на председателот на Државната комисија ја представува и застапува заменик председателот, избран согласно одредбите од законот. Во истиот закон уредено е и под кои услови се разрешува председател и член на Државната комисија за спречување на корупцијата. Процесот се води во собранието по предлог на комисијата за прашањата на изборите и именувањата. Според законот, разрешување е можно под повеќе услови, како што се неоправдано отсуство од работа, ги прекрши правилата за судир на интереси или ако е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност, а таква мерка судот веќе одреди за Димитровска. Во меѓувреме од власта и опозицијата велат дека прво ќе почекаат да видат дали Димитровска сама ќе си поднесе оставка. Ако не го стори тоа, ќе преземат чекори за нејзина смена. Доколку постојат докази за сторено кривично дело, недозволено е таквото однесување. Од аспект на морал, сметаме дека поголемата одговорност кај лицата кои извршуваат високи јавни функции отколку кај останатите. Апсолутно сметам дека треба да се утврди реалната состојба и било кој го прекршил законот треба да понесе одговорност. Тука се испреплетени и повеќе аспекти, пред се и морални аспекти. Да почекаме да видиме како ќе реагира председателката, а после да коментираме за тоа. Се уште актуелната председателка на ДКСК е осомничена дека со пораки на мобилен информирала обвинет во случајот адитив за текот на истрагата, иако тоа и според кодексот на институцијата е строго забрането. Председателот и членовите на комисијата нема да пренесуваат било какви информации усмено или во вид напишани документи, аудио и електронски документи за предметите кои што се разгледуваат или ќе се разгледуваат на трети лица. Димитровска за председател на ДКСК беше избрана во собранието во декември 2023, а според истрагата на обвинителството со оддавање на службени податоци започнала по 3 месеци откако била назначена за прв човек на институцијата. Зоран Јаневски, Сител телевизија.
Основниот кривичен суд Скопје определи мерки притвор, куќен притвор и мерки за предпазливост за 23 лица под истрага за остварување туѓа нега и инвалидски пензии, соопшти од кривичниот суд. По вчерашното постапување на суди и на претходна постапка по предлогот на јавниот обвинител, на 9 лица им е определена мерка притвор во траење од 30 дена, за 5 мина куќен притвор, додека за други 9 мерки на предпазливост. Како што информираат од судот, против овие решенија, обвинетите имаат право на жалба пред кривичниот совет. Министерството за внатрешни работи во координација со надлежен јавен обвинител вчера изврши претреси на повеќе локации на подрачје на Скопје, Велес, Тетово и Гостивар, при што од слобода беа лишени вкупно 23 лица, додека едно не било достапно за органите на прогон. Оделот за внатрешна контрола при Министерството за внатрешни работи до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против тројца полициски службеници од полициската станица во Кочани поради сомнение за злоупотреба на службената положба и овластување. Првопријавениот КБ во време на извршување на кривичното дело на работно место помлад инспектор, водич на безбедносен реон во полициската станица Кочани на 7 октомври 2023 година и второпријавениот ГЛ во време на извршување на кривичното дело на работно место инспектор за прифат смедноводител во полициската станица Кочани на 25 ноември 2023 по спроведена акцијска контрола во кабаре Плюс Кочани за констатиран прекршок за присуство на малолетници по полноќ, изготвиле записник и платен налог на неактивно правно и одговорно лице, иако знаеле дека на 15 февруари 2023 во Централниот регистар правното лице е регистрирано под друго име и со друго одговорно лице. Трето пријавениот во време на извршување на кривичното дело на работно место командир на полициска станица Кочани во два наврати на 1 февруари 2024 и на 7 февруари 2024 година одобрил и подпишал барање за поведување прекршочна постапка за констатиран прекршок присуство на малолетници по полноќ за погрешно правно и одговорно лице и ги доставил до Основниот суд Кочани. 30-годишникот кој беше тешко повреден во престрелката на Битпазар попладнево им подлегнал на повредите на клиниката за неврохирургија. Од полицијата информираа дека престрелката се случила околу 14 часот на улицата Војдан Чернодрински. Полициски службеници од полициската станица Битпазар излегле на местото и било констатирано дека се работи за вооружена престрелка, а најдени биле повеќе чаури. Според неофицијалните информации станува збор за случај на крвна одмазда. Во близина на местото на престрелката е основното училиште Јашар Беј Шкупи. Веднаш по нападот, учениците биле евакуирани. Во моментот на пукањето се одржувала и петочна молитва во џамијата во непосредна близина. Пукањето го слушнале и вработените во продавниците, кои сведочат дека имало многу истрели. Имаше многу пукања и влегувавме внатре, све. Да. И тоа е. Доста истрели се слушна? Што знам, многу. Ама што беше, како беше, не видовме затоа што влегувавме внатре. Погоден ли е вашиот дуќан? Гледам соседниот дека Не. Оној да, ние не. Тој работеше, имаше луѓе. Да. Не знам за луѓето, не сме виделе, пример. Бев во џамија, кога искочев. На молитва се случуваше? Да. Па негде трај малце повише, зависи и тоа. Кога дојде више беше завршено. А видовте нешто тела повредени имаше? Не, еден слушавме само како вика, иначе повише ништо. Од болките веројатно. Ревирањата во вреди и владината коалиција не се изненадување за Филипче. СДСМ се подготвени и за локални и за предвремени парламентарни избори. Почна рехабилитацијата на повредените од Кочани, лекувањето под надзор на британски експерти. СДСМ се подготвени и за локални и за предвремени парламентарни избори, тврди лидерот на партијата Венко Филипч. Тој вели дека за нив биле очекувани превирањата во вреди и владината коалиција. Според Филипче, работните групи кои ги договориле на средбата со Мицковски почнале со работа. Катерина Нешкова има повеќе. Филипче одблиску ги следел превирањата во албанскиот владин партнер Вреди со Таравари, но не е ни изненадено тоа што се случувало во владината коалиција, бидејќи според него уште веднаш било очигледно дека оваа коалиција не била функционална. Лидерот на СДСМ вели дека независно од расплетот на таа ситуација, партијата е подготвена дури и за предвремени избори, доколку власта се реши на таков чекор. Тоа што се случува во коалицијата на владата укажува на тоа дека навистина коалицијата е нестабилна и не функционална
функционира добро. Во различен временски период, прилично краток, диаметрално спротивни ставови во однос на тоа дали ќе има или ќе нема предвремени избори, што го ставам во контекст на односите во рамките на коалицијата. Дека не функционира таа коалиција, практично граѓаните тоа на своја кожа го доживуваат и секој ден. Дали ќе има само локални избори, дали ќе има заедно со локалните и предвремени парламентарни избори, СДСМ е спремен за секаков тип на избори во следниот период. И покрај критиките кон власта, Филипче вели дека останал на договореното со Мицкоски за работни групи меѓу власта и опозицијата во делот на реформската агенда за ЕУ. Формирана е првата група за правосудството, а во наредните денови ќе бидат формирани групите и за останатите области. Во однос на прашањето дали ќе предложиме и во други области, да, во сите области во кои што имаме закони од реформската агенда, а во однос на тимот за правосудство, покрај подпредседателката и уште една професорка од правниот факултет, после првичниот коментар на министерот за правда, кој што не знам на што се темееше, веројатно некое дневно политичко препукување, во текот на вчерашниот ден стигна предлог за средба и таа денеска е закажана. Лидерот на СДСМ вели дека освен реформската агенда засега нема никаква иницијатива за евентуални уставни измени поврзани со ЕУ интеграцијата. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Во тема на денот, како што најавив, разговарам со Тимчо Муцунски, министер за надворешни работи и подпредседател на ВМРО ДПМН. Муцунски, добро вечер. Добро вечер, благодарам за покана. Многу важни теми, но ќе почнам со онаа која што според премиерот Мицковски е најважно. Вели реформите во правосудниот сектор се наитни, без нив сите други реформи се безвредни. Ако сакаме во Европската унија, мора да гурнеме корумпираниот систем. Ова премиерот го кажа на конференцијата која што имаше во владата пред 2 дена во однос на реформската агенда за Европската унија. Каква порака испраќаме кон Европската унија денеска со информацијата дека председателката на Државната комисија за спречување со корупција е опфатена во постапка за оддавање на службена тајна? Па прво би констатирал дека тоа е јасен став на премиерот, не само по она што го говори, туку по и она што го правиме како влада, но е рефлексија на тоа што го гледаме во анкетите за јавно мислење, каде што по долги години каде што првите теми за грижа на граѓаните, односно онаму каде што очекуваат најголем напредок беа темите поврзани со економијата, работните места, сега гледаме дека многу е очигледно дека главна грижа на граѓаните е грижата поврзана со корупцијата и владењето на правото. Патам да се подсетиме со огромно жалење морам да констатирам дека имавме една трагична ситуација во Кочани каде што искрени да бидеме, видовме како корупцијата буквално убива. И ние имаме обврска испрема тие деца, испрема нивните семејства, и испрема сите граѓани да водиме една ефективна борба против корупцијата. Тоа што го видовме и со денешниот случај, но и со многу случаи во последните недели и месеци, е дека институциите по ова прашање конечно функционираат како што треба. Односно дека нема апсолутно никаква селективност кога е во прашање борбата против корупцијата. Покрај актуелен председател на ДКСК, кој што очигледно е предмет на некоја истражна постапка, во моментот граѓаните треба да ги подсетиме дека предмет на таква постапка е актуелен член на владата, министер, актуелен директор на влијателна државна институција, доскорешен градоначалник на владеачка партија, голем број поранешни функционери и министри од претходната влада, што потврдува прво дека нема селективност, а второ дека институциите водат една ефективна акција. Секако, ја почитуваме презумпцијата на невиност за сите тие лица, но кај голем дел од нив, очигледно и ноторно е дека има навистина сериозно сомнение за сторени кривични дела по различни предмети. И тука нема никаква дилема, и тоа институциите го покажуваат, дека треба да ставиме крај на таа селективност, бидејќи кога имаме селективност во борбата против корупцијата, не се случуваат не само трагични настани, тоа е најголемиот страф и најголемиот феномен, но и намалена доверба на секој наш граѓани во институциите на системот. Никако оваа постапка за председателката на антикорупцијска се доживува како огромна шлаканица за борбата со корупцијата од страна на јавноста. Како вие лично ја доживеавте информацијата дека таа е осомничена во една ваква постапка? Видете, со големо разочарување и со голема грижа, тоа што прво ќе го кажам и го гледав тоа преку прилозите со кои што почнуваше вашиот дневник, конечно почнавме да го отвараме прашањето за етиката и на моралот.
Значи, едно прашање е кривично правните настани. И тука јас велам да, разочарување е тоа што го слушаме, но истовремено не охрабрува тоа што гледаме дека институциите немаат ни најмала селективност за било кого. И за овој случај, и за претходните случаи кои што ги спомнав, кои што вклучуваат како поранешни функционери, така и огромен број високи актуелни функционери. Но го отворивме прашањето за етиката и моралот, што е нешто и над законите, за едни стандарди кои што треба ние да ги пременуваме кон нас, како државни функционери, како јавни функционери, да представуваме пример за нашите граѓани. И кога некој е предмет на таква предистражна или истражна постапка, очигледно потребно е тој да размисли во тој момент веднаш да даде оставка, за да нема никаква перцепција, бидејќи еднакво значајно во борбата против корупцијата колку што и ефективноста на извршните органи и на правосудните органи и таа перцепција која што граѓаните ќе имаат дека никој не може да влијае врз постапките. Јас велам да, не е пријатно да се види толку високи функционери опфатени во такви предистражни истражни постапки, но охрабрени сме што гледаме дека институциите не се селективни, функционираат како што треба и водат една ефективна, често знае да каже премиерот, робусна акција во борбата против корупцијата. Да, ги споменавте оставките. Без разлика на тоа што ќе се случува во постапката пред судот, каков кредибилитет би имал еден ваков состав на антикорупцијска комисија ако продолжи да работи со истата председателка во иднина? Прво, јас не сум тој, таа треба да се произнесе, но логично е кога сте опфатени со ваков тип на постапка, секако ќе повторам, почитувајќи ја и презумпцијата на невиност. Ова го велам пред се како човек, не како министер, логично е веројатно да даде оставка. Тоа не треба според мене да влијае врз кредибилитетот и на сите други членови на таа комисија, бидејќи за тие поединци нема никаква информација од ваков профил во јавност и некоректно е заради потенцијално сторено кривично дело од еден од членовите ние да градиме перцепција за сите други членови. Таква колективна перцепција според мене е некоректна, но логично би било, кога кажувам тоа како граѓанин, како подпредседател на политичка партија, се абстрахирам тука од мојата министерска функција, од етички и морални причини да се даде оставка и потоа веројатно презумпцијата на невиност е нешто што и сите ние мораме да го почитуваме, но искрен ќе бидам, длабоко сум загрижен од сите овие информации кои што ги гледаме во јавност. Министре, морам да ве прашам затоа што минатата година имаше бурни реакции во јавноста откако излезе информацијата дека токму оваа личност, председателката на антикорупцијска, добила дипломатски пасош од Министерството за надворешни работи. Може ли сега овој дипломатски пасош да биде некаков проблем во целата оваа постапка? Какви се процедурите во една ваква ситуација? Дали МНР го одзима тој дипломатски пасош? Дипломатскиот пасош во дадениот случај е директно врзан со функцијата, која што има и со права врз основа на закон кои што се определени. Самиот дипломатски пасош на наш граѓанин не значи дека тој ужива било какви права поврзани со некоја форма на имунитет. Што значи дека истиот не може да влијае на никој начин врз самата постапка која што се спроведува од нашите органи. И во моментот кога ќе престане функцијата на таа поединечна личност, секако Министерството за надворешни работи ќе го одземе тој дипломатски пасош. Министре, денеска имавте средба со вашиот колега од Црна Гора. Тој вели, да речем, има премногу оптимистички очекувања, вели дека очекува до 2028 година Црна Гора да стане земја членка на Европската Унија. Од друга страна, колку е за нас реална европската перспектива во една ваква ситуација, во ситуација во која што барем во очите на јавноста делува дека нема никаква политичка комуникација во односите Скопје-Софија? Добро. По однос на прашањето колку е реален нашиот пат напред кон Европската Унија, има две призмени с кои што тоа треба да го гледаме. Ако е прашањето перспективата поврзана со објективни мерила и критериуми, ќе се навратам на изјавата на еврокомесарката Коз во делот на нашата акција поврзана со имплементацијата на реформската агенда, каде што не издвои како најуспешен пример, тогаш по однос на прашањето на мерит и критериум, ние сме веројатно една од најдобрите земји во регионот, а можеби и најдобра земја во регионот. Кога е во прашање субјективни и билатерални прашања, ноторно е дека имаме ние сериозен предизвик со нашиот сосед Бугарија. По однос на работата со нашиот сосед Бугарија, веднаш по именувањето на новата влада уште истиот ден се слушнав со мојот колега. Лично иницирав средба на Михенската безбедносна конференција. По сериозната солидарност
кој што ни ја покажа Бугарија. По ситуацијата која што настана, трагичната ситуација во Кошани, лично се погрижив да посетам Софија, да се заблагодарам и на бугарските власти и на бугарскиот народ. Имаме комуникација, се среќаваме, имаме и комуникација која што е подпомогната и од одредени земји членки и од институциите во Брисел, и ние го разбираме товарот, односно потребата од изнаоѓање на решение. Но ќе го повторам и тоа што го кажав денес. Решение кое што за неколку месеци повторно ќе настави во истата ситуација, кое што ќе значи дополнителни отстапки по однос на национални, идентитетски и историски прашања. Не сме подготвени да правиме, пред се бидејќи премногу такви отстапки се направени во последните 30 години, а времето покажа дека по секоја таква отстапка ни се поставува нов предизвик повторно од оваа иста природа. И работиме на убедување и на Софија, и на институциите во Брисел, и активно убедување на сите земји членки дека оваа билатерализација создава ризик за нас како држава, создава ризик за цел регион, бидејќи таа пракса гледаме почна да се повторува и по други примери, и има најави дека ќе се повторува и по однос на евроинтеграцијскиот пат и на некои други земји од регионот, а најмногу штети на кредибилитетот на Европската унија. Ние и требаме на Европската унија и Европската унија ни треба на нас. И заеднички треба отворено да зборуваме за овие теми. Не е лесен овој пат. Никогаш не ветивме дека ќе биде лесен патот, но ветивме дека пристапот ќе ни биде искрен и пристапот ќе ги стави пред се на преден план македонските национални интереси. И не сме подготвени како влада за компромис без никаква форма на институционална гаранција и предвидливост на патот напред и добра волја, не само од наша страна, кој што сме подготвени да дадем, но добра волја од нашите соседи по однос на сите оние прашања за кои што тие поставуваат грижи. Да, меѓутоа е официјалните изјави од представниците на Европската унија, директно од КОС, која што кажа дека такви гаранции никој не може да ни даде. Ние ги разбираме позициите. Верувам дека мнозинството на граѓани во оваа држава се на вашата линија и на вашата позиција, но јасно е дека нема никаква реакција од другата страна. Сега морам да ве прашам за една друга тема која што ја отвори новата власт во Германија, новата владеачка коалиција во Германија, која што побара повторно процес на реформи на Европската унија. Што за вас значи ова? Дали ова значи повторно француско сценарио за Македонија, со оглед на тоа дека и тие го условуваат овој процес на реформи со процесот на проширување, или овде гледате една можност за надминување на овој проблем за Македонија? Видете, во секоја нова политика и нова влада треба да гледате можност и дури ако е и предизвик, треба во самиот предизвик да најдете можност, бидејќи ние како држава немаме друга алтернатива освен европскиот пат. Но велиме европски пат не по цена на нови национални компромиси. По однос на тоа што го добиваме како информација од Германија, сметаме дека е ова реотварање на некои идеи кои што постоеле во последните години. Некои го нарекуваат тоа gradual integration, некои phasing in, има различни термини кои што се користеа, но тоа е еден мудар пристап кој што државите ги подготвува за полесна интеграција, истовремено им дава пристап до процесот на одлучување во Европската унија. Например, ние постојано бараме да бидеме присутни барем кога се одлучува по прашања поврзани со заедничката надворешна и безбедносна политика, бидејќи сме една од тие земји кои што е усогласена со ЗНБП, и да без право на глас да бидеме присутни на состаноците каде што се одлучува по прашањата кои што и ние ги имплементираме и политиките кои што ние ги имплементираме. Има за сега и позитивни сигнали кои што доаѓаат од госпоѓата Каја Калас по однос на ова прашање и по однос на другите политички области кои што ги покрива Европската унија да има сличен пристап. Тие се тие најави кои што доаѓаат од новата владина коалиција во Берлин, која што е коалиција согласно нашите контакти со високи представници во таа идна влада е коалиција која што ќе биде за проширувањето, кој што има детално разбирање за состојбите во Западниот Балкан, кој што разбира дека процесот на проширување за целиот регион не е само прашање кое што е економско-трговско, туку е прашање кое што има и сериозни безбедносни импликации. Ги гледаме сега сите ризици кои што ги има во Босна и Херцеговина, ги гледаме специфичните околности во Косово и во Србија. И ние велиме како земја членка на НАТО сме подготвени да бидеме придонесувач кон регионалната безбедност. Но покрај тоа најголем придонесувач кон регионалната безбедност може да биде и предвидлив пат напред кон Европската унија. И затоа овие најави треба да ги гледаме афирмативно и позитивно. Германија е една од
од тие земји членки кои што го поддржува моделот на квалификувано гласање кога е во прашање проширувањето. Треба да бидеме активен чинител, треба да бидеме постојано присутни на сите овие форуми и настани каде што се дискутира. Ке повторам, да имаме искрен и отворен пристап. Ако ги лажеме нашите сојузници и партнери, им создаваме лажна слика за тоа што се случува и во државата и што е тоа што може да го испорача државата. Што е тоа што нашите граѓани веруваат дека треба да го правиме. Тогаш се доведуваме во иста ситуација каква што не доведува нашите мнозинството граѓани сакаат ЕУ. Мнозинството граѓани сакаат ЕУ. Јас сакам ЕУ, вие сакате ЕУ, но истовремено мнозинството граѓани не сакаат повторно да бидеме ставени во подредена ситуација како што сме ставени сега. Веројатно клучното прашање имаме ли време да го чекаме сето ова? Министре, во интерес на времето кое што го имаме овде вечерва, ве најавив како потпредседател на ВМРО ДПМН, сакам да ве прашам за најактуелните политички случувања. Го слушнавме лидерот на СДСМ пред малку кој што вели дека не били изненадување за него проблемите во владеачката коалиција. Има ли колку се сериозни проблемите во владеачката коалиција предизвикани во најголем дел од превирањата во Вреди? Парламентарното мнозинство е сосема стабилно. И тука нема никаква дилема и верувам дека и лидерот на опозицијата колку и сака да политизира темата, и него нема никаква дилема. Исто така и анкетите на јавното мислење го означуваат тоа што го означуваат, а на крајот на денот, да не навлегувам јас во деталите, каже и премиерот пред неколку дена ќе имам избори. Наскоро и граѓаните ќе го кажат тоа што го мислат за сите партии кои што се дел и од власта и од опозицијата. Факт е дека во Влен има една специфична состојба. Искрено ќе кажам, навистина сум разочаран од некои од појавите кои што ги има таму, посебно земајќи го во предвид фактот дека сите заедно, меѓу другото, работевме и превземавме чекори за политичката партија која што имаше киднапирано државата со криминални дејствија и со масовни злоупотреби. Тоа е политичката партија ДУИ, да пратиме во опозиција. И сметаме дека тоа беше еден позитивен чин за целокупното македонско општество. Знам дека ДУИ сега на секојдневна основа сака да го представи тоа како борба македонци против албанци, но тоа апсолутно не е така. Проблемот кој што општеството го имаше беше со ДУИ, не со албанците. И колку и да сакаат тоа да го представат како некоја реалност на терен, тоа не е фактичката состојба. Имаме владино мнозинство и влада кој што испорачува резултати по различни области, кој што се бори против корупцијата, кој што се бори против сите оние феномени каде што предвесник беше ДУИ и СДСМ, и сега повторно некој да превзема действија кои што им помагаат на таквите дестабилизирачки фактори во македонското општество, е погрешен начин на работење, е спротивно на оние европски вредности за кои што сите зборуваме, и не е нешто што треба да наобхрабри. Да, јас искрено да ви кажам, навистина сум разочаран, бидејќи за Арбен Таравари како човек, како мој колега, имам позитивно мислење. И тој е некој со кој што треба да соработуваме и треба да градиме иднина напред, но истовремено сум разочаран кога гледам како неговите действија единствено што прават на терен е го потпомагаат функционирањето на ДУИ на теренот. И сметам дека и тој неговата кампања за председател на држава ја градеше на темата поврзана со промени, и ние сме за промени, ние на терен работиме за промени, и се надевам дека коалицијата Влен ќе успее да најде заеднички јазик, но секако со вакво ДУИ и со секој кој што соработува со вакво нереформирано ДУИ, не сметам дека ВМРО ДПМН треба да соработува. Најавена е средба на Мицковски со Таравари по 1 мај. После ова што го кажавте, колку е веројатно Таравари да остане дел од владата по таа средба и дали би останал ако не биде се уште дел од коалицијата Вреди? Јас искрено се согласувам со господинот Таравари во еден дел на една негова изјава пред неколку дена, а таа изјава поврзана со тоа дека многу од нас зборуваат со емоции. Еве да не зборувам со емоција, да зборувам со рационалност. Јас имам очекување дека ќе се најде заедничко разбирање, дека ќе се најде гласот на разумот помеѓу сите нас и сите ќе работиме на понатамошно декриминализирање на политичкиот систем, нешто што за жал не може да се направи во соработка со актуелното раководство на ДУИ.
и сите ќе работиме за по-просперитетни иднина на државата. За крај морам да ве прашам, ги споменавте изборите во една ваква ситуација и Филипче рече дека СДСМ се подготвени и за локални и за предвремени парламентарни. Колкава е веројатноста во октомври да имаме двојни избори? Мислам дека не е време да зборуваме за веројатности. Секако ниту една опција не е исклучена. Треба да донесеме најмудрата одлука и за граѓаните, и за економијата. ВМРО ДПМН во секој момент е политичка партија со силна структура, со мотивирано членство, и за еден месец да се случат парламентарни избори немам никаков сомнеш во резултатот, пред се заради нашата мотивирана структура и членство, но и заради тоа што мислам дека секој еден граѓанин препознава каков е напорот на нашата влада за решавање на проблемите, за креирање на продуктивни политики, за привлекување на нови инвестиции, секојдневно гледаат позитивни резултати, иако ќе се согласам дека не секогаш идеално, дека и секоја влада може да биде подобра. И затоа велам, ниту една опција не треба да исклучиме во овој момент, но ќе повторам, не треба одлуките да ги носиме врз основа на емоција, туку да ги носиме врз основа на рационалните потреби на нашите граѓани, на нашата економија и на сите оние кои што треба да не гласаат. Уцонски, благодарам за гостувањето, тоа е тема на денот. Каква политичка тежина има скандалот со првата антикорупционерка вмешана во случајот Адитив? Што ќе се случи со довербата во комисијата? Во вечерните вести на Сител. Двајца пациенти од повредените во дискотеката Пулс во Кочани почнаа со рехабилитација во клиниката за физикална медицина во Скопје. Лекувањето ќе биде под надзор на британски експерти. Двајца пациенти кои беа повредени во трагедијата во Кочани почнаа со рехабилитацијата во клиниката за физикална медицина. Едниот е со изгореници на телото и веќе направена трансплантација на кожа за време на лекувањето во странство, а вториот со повреди здобиени во стампедо кога бегале од дискотеката. Тимовите кои работат со нив се под надзор на британски експерти. Се работи за млади пациенти на возраст од 18 години. Процесот на рехабилитација се оди во координација со англискиот тим на експерти кои што спроведува обука и сега практично ја аплицираат истата со тимот од клиниката за физикална медицина и рехабилитација. Во зависност од тоа дали се работи за изгореници, дали се работи за контузија, дали се работи за лацерации, секогаш третманот е различен. Доктор Мехмедовик вели дека обуката на македонските лекари е неопходна за да го возобноват знаењето, бидејќи нема често вакви пациенти не само на клиниката со која раководи, туку и во државата. А процесот на рехабилитација може да трае од неколку недели до неколку години. Генерално знаеме дека во случај кога имаме изгореници, особено на поголем дел од телото, а знаеме дека во овој случај имаме деца со изгореници на 30%, таа рехабилитација може да трае подолг временски период, дури до неколку години. Поради тоа, пристапот кон секој пациент е индивидуален. И таа рехабилитација ќе трае кај секој пациент онолку долго колку што е потребно максимално да се вратат сите неопходни потребни функции кои што ги имале и пред да се случи немилиот настан. Од клиниката за физикална медицина не знаат уште колку пациенти ќе бидат кај нив. Според најавите од Министерството за здравство, на лекување во странство остануваат 33 повредени, откако денеска 5 мина кои беа во Србија ќе бидат вратени во земјата. Во трагедијата на 16 март, 62 лица го загубија животот, а околу 200 беа повредени. Сања Димитровска, Сител телевизија. На клиниката за онкологија стигна терапијата која не достигаше, а која е реализирана со годишната набавка. Додека од клиниката најавуваат дека ќе ги повикаат пациентите кога да дојдат за терапија, од Сдруженијето на пациенти апелираат да не се повторат вакви проблеми во иднина. Онкологија ги доби лековите кои не достигаа. По месец дена чекање денеска повеќе од 200 пациенти со рак на дојка и колоректален карцином ја добија потребната биолошка терапија. Со годишната набавка обезбедена и дефицитарната имунотерапија, информираат од клиниката. Пациентите благовремено ќе бидат известени од страна на персоналот на УКРО за кога да дојдат за апликација на терапијата или за подигање на таблетарната терапија, велат од онкологија. Сдруженијето на онколошки и хематолошки пациенти повикуваат тешко болните повеќе да не се оставаат во неизвестност дали ќе имаат терапија.
Тоа е нешто што веќе многу пати сме го кажале, дека пациентите, посебно онколошките, не сме баш со некое големо трпение. Тоа е најмногу од фактот што болеста е таква, надежта се тие лекови и таа терапија, и постоеше и паника и револт кај пациенти. Од Хема Онко во повеќе наврати апелираат дел од терапијата да се најде на позитивната листа која ќе може да ја подигаат во аптека за да се растерети и клиниката за онкологија која е преоптоварена со пациенти, а кубури со кадар. И повикаа што поскоро да се отвори одамна најавениот одел во ГОП 8 септември. Александар Динев, Сител телевизија. Паметни броила ќе утврдуваат точната потрошувачка на струја. Според Министерката за енергетика, голем е бројот на граѓани кои се енергетски сиромашни и не можат да ги платат своите сметки. Со новиот предлог закон очекуваат да се воведе ред во секторот. Речиси 50.000 домаќинства не можат да си ги платат сметките за струја, но Министерката за енергетика се сомнева дека бројката е многу повисока. Токму затоа во новиот предлог закон за енергетика се прави нова методологија која ќе ја покаже вистинската бројка на енергетски сиромашни, а владата ќе најде начин како да им помогне. Државата ќе превземе нешто. Со оваа методологија веќе почнавме да работиме со Министерството за труд и социјала и ќе можеме да ги знаеме точните бројки. Неофицијално има дека околу 50.000 бројката, меѓутоа ние сакаме екзактни бројки. Од неофицијални извори имаме дека има многу од нив кои се во четвртиот блок, меѓутоа сето ова ние ќе го провериме и ќе имаме точни и прецизни бројки. За да нема револт кај граѓаните поради високите сметки за струја и нередовното читање на броилата, Евана во рок од 7 години ќе мора да ги промени со паметни мерни системи. Трошокот за нив најверојатно ќе го плати Евана. Владата треба да одлучи, меѓутоа владата ќе направи се за во интерес на граѓаните, што значи дека ќе допрва уште не сме дискутирале за тоа, меѓутоа ќе направиме се за граѓаните да немаат никакви додатни трошоци. Се менува и процедурата за обновливи извори, зашто ќе мора да има годишен план за изградба. Во предлог законот се предвидува и станарите да можат да формираат граѓански енергетски заедници и на зградата да стават соларни панели. Вишок од струја ќе може да го продаваат. Инаку предлог законот го поддржа и опозицијата и се очекува за 1 месец да биде донесен. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Приватниот сектор е двигател на економијата и мора да се почитуваат работничките права, порачуваат од ССМ. За нив е неразбирливо што има недостиг на работници, а газдите одбиваат да ги зголемат платите на тие кои веќе ги имаат. Приватниците итно да ги зголемат платите, бара Сојузот на синдикати на Македонија. Оттаму велат дека приватниот сектор е двигател на економијата, но доколку сакаме економијата да расте, мора да се почитуваат и работниците. Повисоки плати не се 500 евра плата, туку 500 евра минимална плата, која ќе се множи со коефициент на сложеност и со тоа ќе пораснат и останатите плати. Во овие трудоинтензивни дејности од приватниот сектор не треба да има плати помали од 50 и 60 илјади денари. За ССМ е парадоксално што работодавачите се жалат дека на пазарот на труд нема квалификуван кадар, но газдите не сакаат да им ги зголемат платите на работниците кои веќе ги имаат. Уште повеќе ќе недостасува кадар, доколку не зголемите плата. До ССМ пристигнати се илјадници поплаки од работници за неисплаќање на плати, непочитување на правото за исплата на К15, но и други прекршувања. Пешевски вели, ССМ стои на располагање на сите работници кои се жртви на газдите. Оние народски кажано Г6 што ги прават газдите, тоа не се ни работодавачи, и исплаќаат плата во плик или исплаќаат плата договорена усно со некој работник, треба час поскоро да се охрабрат тие луѓе, да ги пријават тие неправилности и да се констатираат сите овие прекршување на право од работен однос и незаконско исплаќање на плата и до Државниот инспекторат за труд, зашто како ССМ стоиме на располагање да поднесуваме и кривични пријави. На 1 мај, традиционално ССМ ќе протестира. Освен јавните службеници, синдикатот ги повика и работниците од приватниот сектор да се приклучат на протестниот марш. Даниел Василев, Сител телевизија. Како носител на првиот меѓународен патент за лек со додадена вредност омепразол во течна форма, алкалоид беше покровител на првата меѓународна конференција за современ пристап во третманот на ГЕРП кај педиатриските пациенти, организирана во Загреб, Хрватска. Алкалоид за прв пат во историјата успеа да го развие омепразолот во патентирана течна форма, овозможувајќи им нов, практичен и ефикасен пристап во третманот на овие чувствителни групи на пациенти.
Овој производ ја потенцира посветеноста на алкалоид кон врвни достигнувања во сферата на фармацијата и поставува нови стандарди во генеричкото производство на лекови со фокус на иновацијата и пазарната диференцијација. Иновативниот лек со додадена вредност на алкалоид веќе отвара нови хоризонти во третманот на герб кај педиатриските пациенти, пред се во поглед на доставноста на терапијата, што претходно не беше случај, прикажувајќи позитивни резултати во третманот на овие чувствителни групи на пациенти и подобрувајќи го квалитетот на животот на семејствата кои се соочуваат со ова често заболување. Во продолжение благовести од светот. Верувам дека наскоро Русија и Украина ќе постигнат мировен договор. Следните неколку дена ќе бидат многу важни, изјави американскиот председател. We want to end that war. We want to end it quickly. And I think we've made a lot of progress and